Благодарам, председателка. Јас внимателно го слушав образложението на почитуваната заменичка министарка зошто не го прифаќаат, тоест амандманот, и навистина не држат аргументите во однос на тоа дека се планираат нови зазеленувања во општина Аеродром и дека заради тоа не се прифаќа овој амандман и не се обезбедуваат средства за нови еко дрва. Ако прошетате низ општина Аеродром и ако ја знаете конфигурацијата на теренот во општина Аеродром, сигурно ќе забележите дека во многу голем процент има засадено дрвја во општината. Тоа се млади дрвја кои што нормално нивната вегетација ќе следи во наредните години или во наредниот период. И ако во некоја општина може и има простор и е неопходно да има вакви еко дрва, јас ве убедувам, почитувана заменик министерке, дека тоа е општина Аеродром. Веќе едно такво еко дрво има во општина Аеродром и тоа е за поздравување. Јас искрен морам да бидам, немам информација кој инвестираше во ова еко дрво, дали општината или некои невладени организации или дај Боже тоа да е владата, но како и да е, тоа е дрво наместено кај трговскиот центар Бисер и е на адекватно место ставено, но има простор и има потреба пред се да во општина Аеродром има уште неколку вакви дрвја и јас мислам дека ќе има сенс владата сепак да обезбеди средства за поставување на вакви дрва, имајќи ја во предвид алармантната ситуација која што е во општина Аеродром, па и во градот Скопје во однос на загадувањето. Сигурно дека само со оваа мерка нема да се реши загадувањето или нема во огромен процент да се реши загадувањето во Аеродром и во градот Скопје, но мерка по мерка мислам дека конкретна мерка ќе допринесеме за подобрување на или намалување на загадувањето во општина Аеродром и во градот Скопје. Јас колку што слушнав, пак се прават некои анализи, пак се прават некои планови. Јас убеден сум дека има направено и соодветни анализи, има направени и соодветни планови, се работи по нив и ова се само дополнителни вредности во однос на борбата против или во борбата за намалување на загадувањето, која што област, односно кој што проблем ги тишти на вистина сериозно сите граѓани и во Аеродром и во градот Скопје. Ви благодарам.